Да. Испазарив сега два директори, ќе му дајме ние што треба таму. Немаше управни одбори. Немаше, од вторник ќе има свежи. Да, го знам бе човекот, го знам добар е. Дома ги расти, дома буквално од село. Свежи, ко нови ќе се за нова година. Ич да не се сеќа. Почнав? Ајде, почнав овде, ќе те барам после, ќе здовориме. Ајде, чао, ќе кажам и за струја. Ајде, чао. Добро вечер на сите што имате струја, имате среќа што имате струја, затоа што ние сме на свеќа. И добро вечер на сите што не сте функционери станати веќе, затоа што се влезе во влада, во управни одбори, директорски места, па и алтернатива. На то пазарање со алтернатива со Заев, некој велат дека Заев поминал добро, што тука морам да се сложам, затоа што не опуштија гол да си оди дома. Уште то може и председател на Куќен совет да му клад дома кај него од алтернатива. Алтернатива доби многу места во извршената власт, но најзначајни се, например, местото на архивот директор во Струга, каде што се е супер, само Струга нема архив. Во таа конотација може да клават и од алтернатива и директор на базенот во Битола, на аеродромот во Битола. Иако не е проблем, би го замолил директорот од алтернатива, што е на МЕПСО, да пушти малку струја. Ете. Нека биде светлина, речи директорот од алтернатива на МЕПСО. Добие на пазар. А кога сме веќе на тоа што доби алтернатива, го доби и Министерското место за здравство. А ние добивме на лекција, затоа што за да се смени министерот не беа доволни ни најголем број на смртни случаи по глава на жител во Европа, не беа доволни ни доцнење на вакцини, не беа доволни ни општа неспремност на здравството, не беше доволен пожар во кој изгореа 14 живи луѓе, беше доволна власта за тоа да се смени. Министерот ќе се смени и благодариме на оваа гарнитура за лекцијата дека животот е помалку важен од функцијата на некој. Од другите несреќи што ни се во државата, струјата ќе поскапи околу 10%, така велат надлежните, и велат дека нема простор за паника, затоа што ќе има рестрикции, па ќе се калкулира тоа со цената на струјата, може сметките и помали да испаднат. Па наредна недела може се гледаме на шпоред на дрва, на гуми, на талаш, на што сакате. Сепак државата се грижи за нашата Силиконска долина, Грчец, каде што одевна велат дека се копаат биткоини на диво, не со диви мотики, туку со дива струја. МВР и екипите не може да влезат таму да го модернизираат, да го направат 21 век тој техничко-технолошки парк, и затоа остануваат надвор од атарот на Силиконската долина. Скопје беше во хаос неделиве со сообраќајот и сите ја префрлаат топката. МВР вели дека раскрстиците се во надлежност на град Скопје, град Скопје вели дека се во надлежност на МВР и нормално граѓаните ќе го јадат стапот. Кога двајца се караат, народот плаќа. Тоа беше се за оваа недела. Имам и радосни вести. Веќе за ја завршив, па можете правите што сакате и да гледате што сакате. Поздрав и се гледаме наредна недела.